Верниците задушница да не ја мешаат со духов ден. Првото е во чест на мртвите, второто за радост на живите, порачуваат од Брегалничката епархија. Тогаш нашите верници, оние кои имат можност, одат на гробишчата, оние кои што немат можност, доаѓаат во црква каде што се извршува помени, панахиди. И можеме да кажеме дека задушницата не е празник кој што треба да се празнува, току ден кога треба да се спомнуваме за покојните и да се молиме за нивните души. За многумина овој ден се поврзува со раздавање на храна за покој на душите, што беше причина владиката Пимен да се обрати до верниците. Но освен молитвата, каква полза би имале починатите од раздавањето на храната кога ја даваме на луѓе кои имаат доволно? Затоа ве советувам и ве замолувам да не ги одвраќате сиромашните кои ќе дојдат до вас и ќе ве замолат да им дадете нешто. Тие навистина ќе ја употребат дадената храна и нема да ја фрлат во корпите. Донирајте храна и во народните кујни, во детските домови, во затворите и интернатите. Секако го правите трошокот. Не бидете робови на формата, размислете и исполнете ја суштината. Стои во обраќањето на владиката Пимен. Од друга страна, празникот Духов ден кој паѓа во недела се поврзува со почетоците на верата во Христа. На Духов ден слего Светиот Дух врз апостолите и тогаш биле покрстени првите христијани и ние во православната црква овој ден го празнуваме и го славиме како роден ден на православната црква. Ова е еден од најрадосните празници во христијанството, посветен на единството на Отецот, Синот и Светиот Дух, односно светото и неразделно тројство, па затоа уште се нарекува и Света Тројца.